Регионални вести на КТВ добро вечер. Во првиот квартал од оваа година буџетот на општина Кавадарци бележи реализација од 16,04%. На последната седница Советот на општина Кавадарци го разгледа полнењето на општинската каса и трошењето на пари во првиот квартал од 2016 година. Извештајот беше едногласно прифатен од присутните советници. Опозицијата, бидејќи ја напушти седницата, воопшто не коментираше и не се изјасни по кварталниот извештај. Буџетот на општина Кавадарци за 2016 е димензиониран на износ од 854 милиони 83 илјади денари, каде што редовните буџетски приходи се планирани на износ од 422 милиони денари. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од 1 јануари до 31 март годинава е во износ од 137 милиони денари во однос на планираните 854 милиони денари или 16,04%. Кај редовните буџетски приходи остварувањето е 10,9% или 46 милиони денари во однос на планираните 422 милиони денари. Од наменски дотации има остварување од 25,17%, а кај приходите од самофинансирачки активности 20,9%. Во кварталниот извештај се наведува дека кај приходите од донации има остварување од 7,23% или околу 2,5 милиони денари во однос на планираните 34 милиони денари. Реализацијата на вкупните расходи на буџетот на општина Кавадарци изнесуваат 126 милиони денари во однос на планираните 854 милиони денари. Општинската организација на Црвен крст Неготино вчера го одбележа Светскиот ден на Црвениот крст 8 мај. Општинската организација на Црвен крст, клубот на пензионери Анри Динан и клубот на млади при Црвениот крст Неготино со бројни активности вчера во манастирот Свети Ѓорѓи во Неготино го одбележаа Светскиот ден на Црвениот крст 8 мај. Одбележувањето започна во 9 часот пред зградата на Црвениот крст, од каде пеш се тргна кон манастирот Свети Ѓорѓи. Централниот настан се случуваше во манастирот со почеток од 10 часот, а свое обраќање има председателот на општинската организација на Црвен крст Неготино Ќиро Јанев и секретарот Блаже Настов. Ве поздравувам во име на нашата општинска организација Неготино и ви го честитам празникот 8 мај, Светскиот ден на Црвениот крст. Во ова време во светот постојат 17 милиони волонтери кои својата хуманост делуваат во 190 држави. Сакам од името на управата на општинската организација на Црвениот крст, од името да ве поздравам, исто така и јас да ви го честитам денешниот ден, меѓународниот ден, Светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина, како што кажа и председателот на општинската организација. 190 земји се членки на оваа најголема организација хуманитарна, во која што членуваат 17 милиони волонтери и оваа година се празнува под логото насекаде за секого помош. Беа презентирани активностите на клубот на пензионери Анри Динан Неготино кои ги реализирале изминатата година. Клубот на пензионерите хуманисти Анри Динан е формиран преку проектот за интензивна надградба на капацитети. Проектот го изготви професор Александар Гичевски, а беше прифатен и финансиски подкрепен од Црвениот крст на Македонија. Во клубот членуваат 36 активни членови, уште толку волонтери повремено се вклучуваат во активностите на клубот. На почетокот на годината сите членови на клубот учествуваат во конципирањето на годишната оперативна програма за работа. По усвојувањето на истата, формираните тимови по области се грижат за осмислувањето и реализирањето на конкретните програмски определби. Мора да истакнеме дека постигнувањето на клубот се резултат на несебичното залагање и ангажирање на членовите без финансиска помош од никого. Сите реализирани досегашни активности се самофинансирани од членовите.
За историјатот и работата на Црвениот крст на Македонија, како и активностите кои оваа организација ги спроведува за помош на мигрантите, говореше дисеминаторот Ивица Јуришиќ. Со своја презентација за проектите од програмата Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности се представија и волонтерите од клубот на млади од Неготино. И годинава на тројца крводарители од општина Неготино кои имаат дарувано крв 50 и 75 пати им беа доделени признанија, а беа прочитани и литературни творби од учениците поврзани со Црвениот крст. Во рамки на празнувањето беше организиран и општинскиот надпревар по прва помош во две категории подмладок и младина. Беше спроведена акција мерење на шеќер во крвта на присутните, а се одржаа и ревијални меѓугенерацијски надпревари во шах, табла и пикадо помеѓу членовите на клубот на пензионери и клубот на млади при општинската организација Црвен крст Неготино. На крајот манифестацијата заврши со заеднички ручек за сите присутни. Во чест на 8 мај, денот на Црвениот крст и црвената полумесечина, Кавадаречкиот Црвен крст организира доброволна крводарителска акција и прием за своји партнер соработници. Вчера широм светот хуманитарните организации го одбележа 8 мај денот на Црвениот крст и црвената полумесечина. Во Кавадарци овој значаен датум со кој гордо се носи општинската организација на Црвен крст скромно ќе се одбележува во текот на оваа работна седмица. Имено утре во просториите на Кавадаречкиот Црвен крст со почеток од 9 па се до 14 часот организирана ќе биде доброволна крводарителска акција, дознаваме од секретарот на Црвен крст на Кавадарци Роза Илова. Акцијата ќе има отворен карактер, па на истата ќе може хуманоста да ја покажат сите заинтересирани хумани и солидарни граѓани, потенцира Илова. За успешна реализација на акцијата задолжена ќе биде екипата на трансфузиолози од Институтот за трансфузиона медицина Скопје, која начело со одговорниот лекар прво ќе ја проверува здравствената слика на дарителите, а потоа во резерва ќе ја складира и нивната дарувана единица крв. Од Кавадаречкиот Црвен крст очекуваат позитивен одзив од страна на граѓаните и задоволителна бројка на дарувани единици крв. Дознаваме дека во рамки на 8 мај, денот на Црвениот крст и црвената полумесечина, Кавадаречката хуманитарна организација по утрешната крводарителска акција во среда ќе реализира и средба со своите партнер соработници. На истите ќе им бидат доделени признанија и благодарници и ќе бидат споделени искуства, планови и идеи за понатамошна исто успешна соработка. За нас е уште едно успешно издание на Републичкиот надпревар на детски и младенски хорови, кој од минатата година под своји закрила го вклопи и Републичкиот надпревар на детски и младенски оркестри и бендови. Кавадарци изминатиот викенд беше град на хорската песна и оркестарско музицирање под покровителство на Министерството за култура и поддршка на локалната самоуправа и Кавадаречкиот бизнис сектор успешно се реализира 29-тото издание на фестивалот во кој на сцената на Домот на културата Иван Мазов Климе своји надпреварувачки настапи има 60 хорови и оркестри со над 1500 учесници, што е повеќе од минатата година. Во првата категорија на трогласен хор од детските хорови првата награда ја освои хорот од Основното училиште Васил Главинов од Велес, второто од Гоце Делчев од Битола, а третата награда хорот на училиштето Крсте Мисирков. Во втората категорија двогласни хорови првата награда ја освои хорот од Основното училиште Наум Наумовски Борче од Скопје, втората Кочо Рацин од Прилеп и третата Свети Климент Охридски од Делчево. Во конкуренција на младенски хорови во категоријата женски хорови првата награда ја освои хорот при гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци, а втората од средното училиште Никола Карев од Скопје. Во категорија мешани хорови првата награда му припадна на хорот на училиштето Јосиф Јосифовски од Гевгелија, а втората на Јанес Андаски од Струмица, додека црковни хорови доделена е една прва награда на младинскиот црковен хор од Свети Кирил и Методи од Велес.
од надпреварот на детски и младински оркестри во категоријата на мандолински оркестар. Првата награда ја освои оркестрот од основното училиште Дане Крапче од Скопје и Иванчо Китанов од Пехчево, а втората награда оркестарот од Никола Карев од Кочани. Во категоријата орфови оркестри не е доделена прва награда, додека втората награда му припадна на оркестарот од основното училиште Семи Фрашери од село Боговиње Тетово, а третата награда на Малина Попиванова од Кочани. Во категоријата мешани оркестри од основните училишта првата награда ја освои оркестарот од Наум Наумовски Борче од Скопје, втората Дедо Илја Малешевски од Берово и третата Тоде Хачитефов од Кавадарци. Во конкуренција на младински оркестри и бендови беа доделени 3 награди, и тоа прва награда на оркестарот од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци, втората на бендот од Јане Сандански од Струмица и третата на бендот од средното училиште Богданци од Богданци. Голем успех на учениците од основното музичко и балетско училиште Лазо Мице Фрале од Кавадарци на регионалниот надпревар во Штип во вестите ги бележиме првите награди во класите по кларинет, труба и хармоника. Голем успех на учениците од основното музичко и балетско училиште Лазо Мице Фрале од Кавадарци на регионалниот надпревар во Штип, со што се стекна со право да се надпреваруваат на државните надпревари. Во вестите ги бележиме само првите награди на учениците од класите по кларинет на наставникот Пешо Бошков, класата труба на наставникот Васко Рошков и наставникот Перо Арсов и класата по хармоника на наставникот Стефан Волчев. Во прва категорија малиот Олег Наедовски на регионалниот надпревар во Штип со освоени 99 бода освои прва специјална награда и Иван Попов прва награда со 97 бода, додека во втора категорија Горан Костадинов прва награда со 97 бода, а во трета категорија Стефан Стојанов прва награда со 99 бода, не информира нивниот наставник Пешо Бошков. Од класата на труба на наставникот Васко Рошков во трета категорија прва специјална награда освои Благоја Танасов, а во втора категорија прва награда Златко Витонов, додека во прва категорија исто така прва награда освои Саве Еленов. Од класата на наставникот Перо Арсов со прва награда се закети ученикот Александар Витонов, освојувајќи 99 бода. Прва награда во втора категорија освои ученикот Григорije Милков, хармоника од класата на наставникот Стефан Волчев со добиени 98 бода во рангот на специјални награди. За наградите од другите класи информираме во наредните информативни емисии. Утре во 18 часот во музеј галеријата во Кавадарци ќе биде отворена патувачката изложба на Франк лекции за сегашноста на 39 изложбени панели креирани посебно за македонскиот контекст и изработени од домашните експерти се представени многобројните детали од животот на малата Ана Франк и нејзиното семејство во Втората светска војна. Вчера во Неготино се одржа општинскиот надпревар по прва помош. Екипата на основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино е победник и ќе ја представува општина Неготино на државниот надпревар кој ќе се одржува во Скопје. Во рамки на прославувањето на Меѓународниот ден на Црвениот крст 8 мај вчера во манастирот Свети Ѓорѓи во Неготино во организација на Општинската организација на Црвен крст Неготино се одржи општинскиот надпревар по прва помош. На овој надпревар учество земаа 3 екипи од категорија подмладок и тоа екипи од основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино, основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино и основното општинско училиште Димката Ангелов Каберот од Демир Капија. Ме радуваат сите успеси што ги има постигнато нашата општинска организација и се надевам дека и во наредниот период ќе продолжиме со нашите активности. Сакам да кажам дека како еден од најбитните настани, мислам, за младите на Црвен крст на Неготино е денешниот општински надпревар по прва помош кој ќе го сега го држиме и првата екипа која ќе се стекне со најмногу бодови ќе земе учество на државниот надпревар кој ќе се одржи на 15 септември во општина Гази Баба во Скопје. Ги замолувам сега екипите да дојдеме на соодветното место кај што е означено,
да се изврши жребање на екипите и ќе работиме на 2 пункта. Сите ќе имате ќе работите по 20 на едно место и ќе имаме 2 работни места. Учениците практично укажуваа прва помош, односно интервенираа на повреди, а ги оценуваше стручна комисија составена од доктори волонтери. Како најдобри се покажа учениците од основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино. Второто место му припадна на основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино, а трето пласирана беше екипата на Димката Ангелов Габерот од Демир Капија. Победничката екипа ќе ја представува општина Неготино на државниот надпревар по прва помош, кој ќе се одржи на 15 септември во општина Газиба во Скопје. Викендот во Битола одржан третиот куп на Република Македонија, стрелање со воздушна пушка. Пионерите од стрелачкиот клуб Кавадарци го освоија првото место. Викендот во Битола, стрелците од Македонија го одиграат третиот куп на Република Македонија во надпревар со воздушна пушка. Од стрелачки клуб Кавадарци ги постигнаа следните резултати. Во надпреварот поединечно за пионери со 161 круг, второто место го освои Никола Петров. Со 160 круга зад него на третата позиција е Богев Кире, и пето место со 155 круга освои Ѓорџи Джелов. Вкупно во овој надпревар 476 круга постигна стрелачки клуб Кавадарци и го освои првото место. На второто место е стрелачки клуб Стрелец од Скопје со 469 круга и на третото место со 422 круга е стрелачкиот клуб Лихнидос од Охрид. Во надпреварот поединечно за пионерки постигнати се следните резултати. Со 157 круга на второто место е Менча Стојановска, трета е Викторија Трајковска со 154 круга и на шестото место со 148 круга е Даница Мустаникова. Екипно е следниот пласман 438 круга и прво место за стрелачки клуб Охрид од Охрид 427 круга и второ место за стрелачки клуб Стрелец од Скопје и трети се стрелачки клуб Кавадарци со одстрелани 399 круга. Пионерките убедливо ќе го освоја првото место, но дел од нив не беа целосно подготвени за овој настап, вели Благој Пешич. Од стрелачките настапија Тодорчева Марија со погодени 106 круга и Грбичева Ангелија со 88 круга. Според опремата со која располага клубот, тренерите Милков Илија и Никола Илиев се задоволни од постигнатите резултати на третиот куп на Македонија. До среда времето ќе биде претежно стабилно со благ пораст на дневната температура. Во четврток, под влијание на влажен бран од Медитеранот, повторно ќе биде нестабилно со локален дожд, грмежи и засилен јужен ветер, особено во западните и северозападните делови. Утре ќе се задржи сончево со мала до умерена облачност и со слаб јужен ветер. УВ индексот ќе изнесува 6, а температурата ќе се движи до 26 степен. Тука е крајот на денешното издание на вестите. Ви благодарам за вниманието, имајте убава и пријатна вечер.